Еве сме повторно назад по кратката пауза со колегата Дејан Андоновиќ. Секако ќе ги анализираме случувањата во светот. Овој пат, Дејан, се фокусираме на надворешната политика на САД. Таму пак во моментов се одвиваат едни сериозни преговори за повлекување на Америка од Афганистан, каде што пак влегува од 2001 некаде година, 2000-та година. Да, 18 години се во воениот конфликт во Афганистан и на некој начин тоа е најдолг воен конфликт во историјата на Соединетите Американски држави. Да потсетам дека и во Првата светска војна, и во Втората светска војна, и во Корејската војна, и Виетнамската, сите траја по 4-5 години, но ова е 18 години воен конфликт каде што е ангажирана американската армија полни 18 години без престан. Имавме и ние, нели, као Македонија, партиципиравме таму со наши војници, но да се фокусираме на САД, самиот рече, надворешната политика на САД ми се чини дека сите светски случувања се како резултат на некоја надворешна политика на САД, па така и Афганистан. Трамп, иако претходникот негов Барак Обама најавуваше дека ќе ги повлекува воените сили од Ирак и Афганистан, тоа тој не го направи, иако тој имаше реноме на еден миротворец и на човек кој сака Соединетите Американски држави да ги повлече од воените конфликти, тој тоа не го направи. Но Трамп, иако повоинствен, иако по, да кажеме, радикален како председател, ако земеме овака да му судиме од однадвор како анализа, сепак почна да ги прави тие конкретни чекори, се повлекува војниците од Ирак, се повлекуваат војниците од Сирија, сега Афганистан, што на некој начин е куриозитет за американската надворешна политика. Да, но колку Трамп ќе се согласи да почека сето ова да се случува преку дипломатија. Во однос кога и дома му гори во внатрешната политика и се поставуваат две прашања: колку повлекувањето на Америка од Афганистан ќе успее на некој начин да ги остави талибанците со кои што водат преговори мирни на тој простор, и колку владата на председателот на Афганистан би била сигурна без присуството на Америка таму. Па треба да ја знаеме генезата таму. Американците направија воена интервенција или инвазија на Афганистан веднаш по оние случувања на 11 септември 2001 година. Тогаш на власт беа талибанците. Талибанците дојдоа по насилен пат, го урнаа тогашниот режим на Афганистан, односно тогашното раководство демократско, и дојде до војна, бидејќи талибанците го заземаа Афганистан, направија упоришта за радикалните терористички организации, тогаш беше Ал-Каеда и Осама Бин Ладен, подоцна се појави таа фамозна исламска држава. 20 години подоцна, веројатно се стравува дека со евентуалното повлекување на американските воени сили повторно ќе се врати тероризмот и екстремизмот кој не е сузбиен до крај во Афганистан. Да подсетам дека таму, иако се поразени радикалните воени единици на исламска држава и на Ал-Каеда, сепак се уште постојат, и со евентуалното повлекување на американците тие повторно може да се возобноват, бидејќи афганистанската армија се уште слаба. Некој процент ќе се дека доколку американците се повлечат, афганистанската армија може да издржи само 6 месеци во таа борба. Но проблемот со талибанците е друго, и тие се разединети внатре, и тие не можат да успеат да се договорат со афганистанските власти да направат заедничка влада. Треба да се знае за Афганистан дека таму живеат 4 етнички групи, да кажеме, афгани, талибанци, узбеци и не знам кои беа четвртите. Тие не можат да се договорат племенските раководители едни со други, а камоли тек со оваа така наречена Северна алијанса која беше поддржувана од Соединетите Американски држави. Да. Во секој случај, важно е да се каже дека Доналд Трамп сака да ги повлече за да добие некакви поени, барем такви се анализите на Нью Йорк Таймс, дека сака да ја батали дипломатијата и сака што побрзо да ги повлече воените единици, таму се околу 13.000 ми се чини останато, за да им покаже на американските граѓани во пресрет на изборите кои за 2 години ќе дојдат, дека ете он ги повлекува американските трупи да не крварат во другите држави. Меѓутоа, веројатно, сето тоа ради како резултат на оној спор со демократите и таа блокада на федералните институции, сака да покаже дека еве, иако ме минирате дома, јас сепак работам нешто. Идејата е уште само да докажам да останат околу 3000 американски војници кои ќе ги контролираат главните. Тоа е она што го бара всушност председателот на Афганистан.
Па тој бара бидејќи е свесен дека неговите институции не се способни во моментов да го одржат. Афганистан е земја која е 60 години во континуирана војна. Таа беше жртва на советска инвазија. Таа беше жртва на талибанскиот режим кој насилно гурна претходниот систем на Афганистан. 17 години е у војна со Соединетите Американски држави. Тоа е сиромашна рурална држава, но има многу, според оние податоци географски, има многу афион и од таму доаѓа хероинот. Се смета дури и дека се развиени многу црни бизниси од каде што се прават огромни пари за одредени структури во светот. Од таму и американците сакаат да останат. Сакаат да останат, но и се плашат дека со евентуалното повлекување на американските трупи можат па руските трупи да влезат повторно, бидејќи Афганистан е геостратешка точка и е близко до Кина. Така. Освен ова, бидејќи зборуваме за надворешната политика, следната недела некаде Трамп би требало да се сретне со, како вели тој малиот човек, да станаа пријатели преку ноќ, што е во духот на сета она што неговите претходници го правеа. Беше ставена воска на злото државите Ирак, Иран и Северна Кореја. Ирак гурна системот, нели гурна Садам Хусейн, воспоставија некој чуден систем каде што и натаму има војна, но американците се повлекоа таму. Иран е преголем сега за сега, според проценките на Пентагон не е добро да се влезе во некаква војна интервенција бидејќи ужива огромна поддршка од Русија. Остана Северна Кореја, со Северна Кореја чудно Трамп и Ким Јонг Ун и двајцата контраверзни председатели кој да помислеше од аналитичарите дека може да се сретнат, ќе сгрешеше, тие сепак успеа да се сретнат прошлата година во Сингапур, сега повторно се среќаваат. Очигледно идејата на Трамп е да ги затвори тие жаришта и да се фокусира на едно или две жаришта во светот. Очигледно се претпоставува дека едно од жариштата би била Венецуела, што ги гледаме случувањата, а другото жариште веројатно повторно ќе кажам Иран, меѓутоа Иран е премногу голем сега за сега за да може нешто да направат, па од таму и кошкањата со Русија околу Црното море за подобри позиции за евентуална идна војна интервенција врз тој дел од светот. Да, во овој однос, нели, американско-руските односи секогаш актуелни на еден или друг начин. Исто така, она што е ете како еден понов вид на информација дека може би администрацијата на Трамп денеска според предвидувањата се подготвува да објави дека ќе се повлача нели од овој договорот за нуклеарни сили. Утре практично на втори е договори официјално да објават дека се повлекуваат од нуклеарни договори. Со реакција и од Москва, официјална Москва вели пак дека на некој начин жалат и обвинуваат дека ета Вашингтон не бил подготвен за. Значи и Москва и Вашингтон направија се изминатиот период да го минираат оној договор од 1987 кога тогашниот председател Реган, ми се чини, беше од Соединетите Американски држави и на тогашниот Советски сојуз Михаил Горбачов, поради големата тензија на студената војна, а како предвесник на уривање на Берлинскиот зид, потпишаа договор за нуклеарно разоружување и прекинување на производство на ракети од среден дострел, значи тоа се ракети од 500 до 5500 километри кои можат да носат нуклеарни боеви глави за да се намалат тензиите во тоа време да не дојде до некоја војна. Денеска, колку сме години подоцна, 20 и колку, ми се чини дека светот е многу поблиску до некаква војна од тогаш, иако студената војна беше некоја опасност во тоа време. Јас ќе повторам, ние што живеевме во тоа време, знаеме колку бевме плашени преку медиумите дека секој миг може некоја ракета да се испали. Денеска е поопасно, судејќи според потезите на Москва и судејќи според потезите на Вашингтон. Треба да се знае дека договор за нуклеарно разоружување пропаѓа поради тврдоглавоста на Москва, која има инсталирани ракети дури на самата граница со Европската Унија. Не го знам типот, не сум стручен по тие нуклеарни оружја, но тоа се ракети со кои можат русите да испалат и на Лондон, и на Брисел, и на Париз. Од друга страна, како аргумент за тие ракети, русите го посочуваат тврдоглавоста на Вашингтон, кои ги разместија пред 10 години тие противракетни штитови во Романија и во Полска, под образложение дека тие служат да ја одбранат Европа од евентуални нуклеарни напади на Иран.
Значи, НАТО ги распореди тие противвоздушни штитови како реакција на тоа дека можно е од Ирак или Иран евентуално да биде изведен напад врз Европа, па оттаму нели НАТО и Соединетите Американски држави ќе го бранат европскиот континент. Но русите ставија долж границата со Европската унија кај Калининград такви ракети и сега буквално тврдоглавоста кој да попушти дојде до тоа да пропадне овој договор, а кога ќе пропадне овој договор, сите опции се во игра. Зборам формално правно, јас верувам дека никој од нив нема да дојде до некаква, но ќе има тензии, ќе има некои дипломатски преговори за тоа како да се намали тензијата. Европската унија денеска реагираше и рече прекинете веќе да ја користите Европа и европскиот континент како поле за вашите воени и глобални игри. Така. Дејан, тука некаде завршуваме со оваа анализа, секако од понеделник натаму повторно си во студиото, до тогаш нови случувања во светот, да. И секако овде од студиото ќе ги анализираме. Тука сме. Благодариме, да. А ние, почитувани, сега одиме со една пауза, се враќаме некаде околу 17 часот со Јана овде од студиото.